во Неготино, во планот и програмата беше изградба на една модерна фонтана која ќе го збогати ликот на град Неготино. Таа е доста карактеристична за повеќе европски градови и сметам дека нашиот град Неготино заслужува една убава фонтана, иако таа не чини многу, значи некаде целиот проект е околу 4 милиони денари. Критиките од страна на опозицијата беа од аспект на тоа како во Неготино водоснабдувањето уште не е решено, ние правиме фонтана. Значи таа фонтана троши 2-3-5 метри кубни во текот на целиот летен период. Нормално неколку пати треба иста вода да биде заменета, но тоа се незначителни количества на вода во однос на потрошувачката на вода. Толку вода троши еден жител на град Неготино и по патна пумпа, тоа стручните служби можат подобро да го објаснат, таа иста вода се врти во системот и истата вода преку, бидејќи таа фонтана, како што претходно кажавте, е од многу модерен тип, каде што има неколку режими на фрлење на вода, неколку светлосни режими и мислам дека таа ќе го краси Неготино и ќе бидат горди сите граѓани на општина Неготино што во нашиот град ќе има една таква фонтана каде што секој граѓанин може едноставно да излезе да прошета на централниот плоштад, кој мислам дека е доста добар, доста со тоа што би требало да се надгради со некои нови содржини и сметам дека не е на одмет да биде надграден со нови и убави содржини како што е фонтаната, па и другите предлози би ги прифатил и јас како градоначалник и Советот на општина Неготино, доколку има реални предлози од страна на локалната опозиција и стоам секогаш на располагање за соработка со нив, а критики имало и ќе има, секогаш ќе има, но тие критики се најнапред да кажам неосновани, бидејќи критиките беа и на централно ниво, во секој поглед, но нели тоа што е добро некогаш треба да се пофали, а тоа што едноставно не им се допаѓа на некој треба да се критикува, но треба да се знае и од која мерка би се критикувал и од кој аспект би се критикувал. Јас не сум слушнал ни еден аргумент од актуелната локална опозиција да каже за тоа и за тоа во Неготино не треба да има фонтана. Ако не треба да има фонтана заради тоа што 100% не е решен проблемот со водоснабдувањето, па зошто тогаш не ги критикуваат 30 години наназад сите локални власти што не отпочнале ни еден проект, тоа одговорно го тврдам, ни еден проект од областа на водоснабдувањето, за подобрување на водоснабдувањето. Најлесно е да се критикува, тешко е да се зафатите систематски со работа и работите некогаш да ги дотерате до крај. А јас кога ќе почнеме на работа, секогаш сметам дека треба до крај да ја завршам, не само поради тоа што сум го ветил на граѓаните на мојата општина, туку затоа што и јас живеам во овој град, тука сум роден и целиот мој животен работен век ми е посветен на град Неготино и за тоа носам одговорност како избран градоначалник од 7000 граѓани на општина Неготино, дека треба и заслужува Неготино редовно 24 часовно водоснабдување, но за тоа нормално ни треба трпение во текот на работните активности, ни треба одредени градежни активности се одвиваат, секогаш не оди се подмачкано, значи треба да до крај истраеме за во следниот период генерации после нас да не ни помислат за проблемот за водоснабдувањето. Затоа и оваа фонтана ја градиме во центарот на Неготино, едноставно не само што ќе го смени ликот на Неготино, ќе биде една преубава слика, како што претходно реков, ќе се гордеат сите граѓани на општина Неготино.